Во куќа која секој миг може да се распадне од снежната покривка, без елементарни услови за живот и без вода, живеат 65-годишните Станко и Станка Ангелови на улицата Гоце Делчев без број во населба Оризари. Болни се и двајцата со сериозни болести на срцето и тромбоза, па не се способни за ништо. Малата пензија што ја зема Станко не стигнува ниту за сметки и лекови, а дополнително треба да плати долг за вода, па дури тогаш да им ја приклучат водата. Бараат помош од хуманите граѓани колку се во можност да им помогнат со било што: храна, облека, градежен материјал за обнова на кровот на куќичката, пари и слично. Се е добре дојдено. И по со болноќа од срце ставаа ми стенлани и сега те соопчињата, сега пихавчиња па седна полигна малку. Не може да одам, не може да одам на никаде. Не може ни да се живее, ни да се легне, ни да се стане. Тај калчук што е тама кај од 2001 година. А вај друѓу еден човек ни го даде. И така. Водата, оно до 4 години вода немаме, не ондоме. Викаме ги да дојдат, неќа да дојдат, после тоа да делене на суд сега 13.000 треба да плаќаме по 1000 динара за вода, а вода не онудоме. И па немаме. Ујдоха, вика да до 750 динара. Ви дојдоа, он саато бил пукнен. И па најпотребно е да може една собичка да направиме, баре да има дека да се принудиме. Това е трвата ни е даде собичка да седеме, а унатре да улегнете од тадната е половин паднала. Ке падна од снего, ќе оноди и ќе ни степ. Овде дома се са зидовето испукани, се е онодено. И што може, како може. Најприоритетно е, додава Ангелова, да се плати долгот за водата за да може да им ја приклучат и секако ако е во можност да им се поправи кровот во распаѓање.